civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Јас сум од Струга и ние имаме многу убава река во центарот на градот, како и што многу други градови ги имаат овие реки. Граѓаните направија една хармонија живејќи покрај реката со децении. Мислам дека ова метафора може да се користи за нашите сограѓани. Луѓето во Македонија треба да живеат едни со други, не едни покрај други. И иднината е во наоѓање на една хармонија која ќе ствара попозитивна и посветла иднина за сите нас. Основата на европското право е основано на хуманоска, на тоа што ги држи нацијите да функционира заедно во тие вредности, иако со години војувале една со друга во Европската унија или во таа територија. Најпоголеми вредности од хуманите вредности не постојат во оваа земја и ние треба да сватиме како битија дека сме дел од природата и не сме центар од овој универзум. Самиот мултикултурализам, мултиетникум е уште во основата на функционирањето на оваа општина Штип. Уште пред децении, да не речеме векови назад, во Штип живееле различни етникуси, различни религии, различни вери, различни правци на живот. Сите се фузирали и си работеле како едно општество. Не дозволувале да се нивните различни вери, религии да ги направат да живеат во посебни квартови, него живеели измешани. И ние како така европските вредности веќе ги имплементираме, односно ги живееме. Јас сум така растен. Во моето мало сме растени со роми кои што живееле веднаш до мојата куќа. Јас сум си играл во нивниот двор, тие во мојот двор. Сме се изградили во индивидуо, дел од тие се правници, јас сум доктор, сега градоначалник, меѓутоа во општеството функционираме заедно. И како таков човек кој што растел во една шарена, да не речам заедница, каде што буквално различни луѓе со различни визии, со различни култури, со различни традиции функционирале, ние сме го славеле Барам, сме го славеле Влашкиот Божик или Вашка Василица, викаме ние, сме ги славеле македонските бадникови вечери и само имате дополнително повеќе празници да ги уживате како дете, додека сте растеле во ваква една мултикултурна заедница. Тоа што како градоначалник пробуваме да го направиме за општина Штип е да го направиме да биде дел од европската фамилија. Македонија е една прекрасна земја во која не само народите кои што се веќе познати во преамбулата живеат многу различни народи и народности, истите функционираат, се мешаат, имаме мешани бракови, мешани населби, мешани градови и сето тоа е еден прекрасен колорит на различитости кои што ние во една уличка можеме да знаеме за сите празници, за сите култури, за сите нации и мислам дека тоа е една предност и една благодет која имаме ние како жители на Република Северна Македонија, кој што како искуство го пренесуваме и на другите земји во регионот, и каде што кажуваме дека можеме да живееме заедно, едни со други, и да напредуваме општеството во кое што живееме. Различитостите се почитуваат и да се унапредуваат, за тоа да постигнеме едно општество каде што сите ќе бидеме еднакви, со своји достоинства и со своји права, каде што слободно ќе си ги манифестираме сите различитости кои што ги поседуваме. Моето најголемо богатство е да знам повеќе јазици и да ги разберам различностите од сите други заедници. Без разлика, дали е албанец, дали е ром, дали е турчин, дали е влах, дали е македонец. Да имаме соживот. Јас знам турски, ромски, македонски, да не думаме тие бивши републики што се како се српско-хрватски, не нашиот сосед бугарски, тие јазици малку, германски. И ја ги разликувам во две класи луѓето. Човек и не човек. Мојот живот е исполнет со убавините на мешањето на луѓето од најразлични потекла. Секој ден учам нешто ново. Секој ден учам како да се ставам во чевлите на другиот со различно потекло. Како да му помогнам. Како да добијам некое ново знаење од тој другиот човек со друго потекло, со различно потекло. Учам како да ја разберам маката на другиот, за да помогнам. Учам да ја разберам среќата на другиот, за да можам да се придружам кон таа среќа. Тоа се луѓе кои се различни, кои имаат различни обичаи, различни култури,
говорат различно, се однесуваат различно, доаѓаат од различни места низ историјата, за да се спојат во една убава, богата заедница во која секој од секого може да научи, да добие и да даде по нешто. Човек што знае, учи и дознава за другите луѓе, за луѓето од различни култури, од различни заедници, од различни вери, тој е слободен човек. Таков човек има повеќе можности да постигне успех, да ги надмине предизвиците во животот, да им помогне на другите луѓе. Таков човек може полесно и почовечно да живее, да се задржи на висините на човечноста. Горе-долу, борбата е тешка во цел свет, дури не би рекол и цела Европа. Значи, од една страна го имаме етнонационалистичкиот, екстремно десниот, популистичкиот блок, кој што е антимигрантски, ги нагласува сувереност, нагласува ексклузивни права на мнозинството, инсистира на монокултура и така натаму. Сите други ги смета за девијација од канонот на мнозинството, а тоа не е така. Сите граѓани имаат своји права, нели? И од друга страна е оваа друга агенда. Сега, во таа смисла, нели, морам да кажам дека сум горд што оваа влада од 2017 има активна политика, има активна стратегија со акциски план и има формирано најмалце 2 сложени владини тела и кои што се занимаваат со имплементацијата. Значи, тоа е битно, да цело време активностите се спроведуваат во реалниот живот и тековно, за да можат тие да дадат некои резултати. И сега видите, значи некои структурни ситуации самите создаваат поинаква слика. За разлика од пред 10 години, кога Артим Шакири даваше голови, а на стадионот вика клетите шиптари, нели вака или така. Значи, сега имаме обратна ситуација. Сега имаме еден мешан тим, не ги броиме дали се 5 или 6 или 7, меѓутоа, луѓето, тимот, интеркултурно, мултикултурно, цела Македонија таму дава голови на задоволството на сите и мислам дека сега никој не би се осмелил да го навредува спротивниот или да делува националистички на самите трибини, кога гледа дека сите, без разлика нели на својата различност, се залагаат за иста цел. Етничките групи треба да сватат дека се дел од ова општество, а не дека се центар на тоа општество. Позитивен пример би земал од самото мое семејство. Мојата ќерка сега оди во клубови кои се мултиетнички, која не беше реалност пред 20 години. Нема веќе клубови кои се поделени на етничка основа, но важно е за нив спортот, цртањето, тие активности што се важни и што им носат некакво задоволство на тие млади. Тоа е најдобар пример од мојот живот. Направете разлика. Почитувајте ги различностите.